Почитуван председателе на владата на Република Словенија, мој драг пријател Миро Церар, почитувана генерален секретар на Словенската стопанска комора, госпоѓа Сонја Шмуц, почитуван наш председателе на Стопанската комора Бранко Азевски, почитувани министри овде присутни, почитувани амбасадоре, почитувани делегации, градоначалници и останати присутни, почитувани медиуми. За мене ова представува значаен чин, посебно во делот на соработката помеѓу еден голем пријател на нашата земја Република Македонија, тоа е Република Словенија. Едно пријателство кое што не е само политичко, туку е деловно, и е граѓанско, и е поврзано од секој аспект. Уште од времето на бивша Југославија, со самостојноста само се надоградуваше и растеше, и верувам дека доаѓа време кога треба буквално да го фатиме зенитот на тоа пријателство, да ги искористиме сите тие традиционални врски на соработка, кои што може да донесат бенефит за двете страни, и за Република Словенија и за Република Македонија. Ние сме во протокол на државна посета на премиерот на Словенија во Македонија, но сето тоа што го правиме како политичари, го правиме заради економијата, заради работните места, заради бруто домашниот производ, заради поголемата трговија, заради поголемиот извоз. И денеска сме овде дојдени со намера да ве поканиме и повикаме да го фатите моментот и да унапредите убавата соработка уште повеќе од тоа што го имаме. Вчера и премиерот Церар на официјалните средби, но и нашите представници презентираа бројки од нешто помалку од 300 милиони долари трговска соработка. Пријателството кое што го имаме, точно е два мали пазари сме, но верувам дека таа соработка може да биде многу поголема. Расте секоја година од 10 до 15%, се подобрува и македонскиот извоз према Словенија, но верувам дека постојат многу сериозни потенцијали. И јас ќе искористам приликата прво да кажам дека сум горд и на Алколоид инвестицијата во Словенија и на ИГМ инвестицијата во Словенија. Како што рече Бранко, почнавме ние да инвестираме во Словенија, тоа е многу добро, гордост наша е, сме срекни, ама словенските компании се долги години овде, тие со себе носат и ноу-хау, срдечно споделуваат целото знаење и искуство овде во Македонија, и сакам прво да знаете дека сте добре дојдени во Македонија и сакам да се чувствувате како дома заради тоа што за нас сте домашни компании. Вие вложувате овде, инвестирате, отварате домашни компании и може да бидете словенски по оснивач колку сакате, но сепак сте и наши македонски компании. И од тој аспект верувам дека и амбиентот кој што се создава со приближувањето на Македонија и кон Европската унија и кон НАТО, се отварат само безброј нови перспективи, не само да се зголеми трговската размена помеѓу нашите две земји, туку да се отвара бизнис овде сериозен, со инвестиции, со профит, со можности да се користат европски фондови, нашите домашни ресурси, joint ventures, активности кои што се договарат и многу други механизми кои што ни стојат на располагање. Филозофијата е едноставна. Секој премиер, и јас и Миро, и секоја влада, првиот таргет е GDP. Словенија се гордее со своите над 5%. Ние поставивме таргет оваа година 3,2, но мислам дека можеме и 4% да поминеме, но тоа е возможно само ако вие сте срекни, имате добра околина, доволно мотивирани и секако доволно насочени на создавање на профит, одржлив развој, одржливи инвестиции. Само во таков случај може и Македонија да го постигне тоа што се стратешки економски цели пред нас и во делот на севкупниот бруто домашен производ, но и во делот на зголемувањето на извозот и отварањето на работните места. Она кое што би сакал да го искористам овде, уште еднаш да ги поканам и словенските и македонските компании поединечно во заеднички конзорциуми да конкурирате на сите овие тендери од преку 270 милиони евра во патна инфраструктура. Само оваа година кои што се отвара, тоа се автопатишта, регионални и локални патишта, железниците кои што ги градиме. Сакам да ве поканам да учествувате во енергетскиот сектор. Голем дел од вас сте учесници во целото ова минато и носите сериозни знаења, нешто кое што Словенија веќе го искусила, ги знае сите предности и слабости, а за Македонија може да бидат од драгоцена вредност и во делот на инвестициите
во Рек Битола и во делот на она што значи стартување на капацитетите во Македонија кои што делумно работат или целосно не работат, како Осломе и ТЕЦ Неготино, но и во инвестициите за фотоволтаици, ветерначи, хидроцентралите кои што сакаме да ги градиме во Македонија и други аспекти на енергетиката, како и во проектите кои што веќе се објавени или дел ќе бидат објавени од делот на МЕПСО за инфраструктурата, енергетска поврзувањето, но и денес кod Сабајле денот ми почна за можности за соработка на системот за информирање и тревожење бројот 112, преку словенското искуство можеме да го воведеме овде и многу други инвестиции. Разговаравме како влади, две овде, да создадеме еден механизам кој што ќе отвори можност за словенските компании и по она што значи развојна компонента на Словенија овде за Македонија. Се разработува механизмот од 25 милиони евра грант и уште толку кредитна линија од словенските банки за инвестиции, заради проекти пред се поврзани и со екологијата, но и со инфраструктурата. Ке го доразработиме заедно на ниво на влади и овде поканата е пред се за словенските компании, но секако и за македонските компании кои што традиционално соработуваат со словенски и македонски компании. Јас сум убеден дека сите овие механизми можеме да ги искористиме. Она кое што исто така сакам да го искористам како можност, веќе се отворени доста фондови, посебно во прочистителните станици, во филтер станиците за вода, во депониите за смет. Словенија е одличен пример, токму во овие еколошки проекти. Јас уште како градоначалник, а верувам и другите градоначалници кои што се овде присутни, сме имале прилика да посетиме што значи Птуј, организирањето на сметот, но што значат и другите, Нова Горица или другите места во Словенија, каде што имаме прекрасни примери во кои што практично можеме да видиме како се организират решавањето на еколошки проблеми кои што во Македонија се предизвик и буквално сме насочени кон нивно решавање. Уште оваа година влегуваме во решавање на проблемите со депонирањето на сметот и сакам да ги поканам словенските компании да учествуваат во ваквите проекти, но знаете дека имаме преку 20 милиони евра грантови само од Европската Унија за прочистителни станици во неколку градови, дели во градовите од каде што ни се градоначалниците овде присутни. Имаме наши буџетски средства за вакви проекти, влегуваме и во филтер станици за квалитетна вода за пиење за граѓаните. Некаде алоциравме 60 милиони евра во моментот за канализации, водоводи, детски градинки и училишта. Дел се наши буџетски пари, дел се пари од ТАФ и од други институции кои што ги имаме. Сакам со тоа да споделам за сите вас дека во Македонија, после заминувањето на политичката криза, е создаден прекрасен амбиент, каде што вашето децениско присуство овде во Македонија треба да биде ваша предност за учество на сите овие јавни повици, јавни инвестиции и можности за инвестирање во државата. Јас сум убеден дека со тоа ќе го зголемиме извозот на Македонија кон Словенија, но и извозот на Словенија кон Македонија. Севкупната трговска размена може само да расте, но убеден сум дека голем број од вас компаниите може да остварите квалитетен, сериозен профит овде во Македонија, работејќи на сите овие перспективи и проекти кои што се пред нас. Сакам исто така да ве поканам да продолжите со своите инвестиции севкупно во Македонија. Ова програма која што ја создадовме заедно со коморите и сите други партиципиенти, верувам дека ќе биде доволно мотивирачка по сите елементи да вашите калкулации и пресметки покажуваат дека производство овде во Македонија или инвестиции од било кој карактер овде во Македонија за вас ќе носат профит. Ние не сакаме да бидеме заинтересирани за профитот кој што ви припаѓа вас. Нашиот интерес е бруто домашниот производ, нашиот интерес е работни места кои што ги отварате и нашиот интерес е секако извозот кој што во структура партиципира во нашата земја. Од тој аспект, навистина, искрено отварам покана како председател на владата на Република Македонија до сите словенски компании. Тоа го знаат и нашите институции. Ви стоиме комплетно на располагање за вашите идни намери, идни проекти овде во Македонија, заради тоа што сум убеден дека на тој начин само ќе го потврдиме
традиционалното големо пријателство кое што постои помеѓу Словенија и Македонија. Мојата, односно нашата земја, очекува и датум за преговори во јуни. Тоа значи отварање на дополнителни структурни фондови кои што се на располагање на бизнис заедницата за мал милион на различни други проекти. Сето тоа се перспективи кои што верувам дека само ќе го напредат големото пријателство помеѓу Македонија и помеѓу Словенија. Словенија е еден од најголемите пријатели на Македонија. Од самостојноста до сега не поврзуваат само искрени пријателски одлуки кои што за нас значеле поддршка во сите наши интегративни процеси и во сите наши процеси на јакнење на демократските капацитети на институциите во Република Македонија. Тоа пријателство не е само помеѓу владите, не е дури само помеѓу коморите. Нашите граѓани се поврзани, тоа го знаете сите. Голема е почита што постои помеѓу нас и јас верувам дека сето тоа не ни е само добар основ, туку ни е обврска да го искористиме во напредувањето на севкупната соработка помеѓу двете земји и посебно помеѓу деловната заедница. Дефинитивно и двете наши влади сме убедени дека ќе бидеме успешни како политичари, како влади, ако бизнисите одат напред. Ако соработката се зголемува и на трговски план, и на инвестицијски план, и само така можеме да очекуваме и благосостојба за нашите граѓани. Во тоа име ја користам ова денешна средба на бизнис заедниците од двете земји да и во моје име, а секако тоа го направи и премиерот Миро Церар, мој добар пријател, искрено да ве поканиме да придонесете да унапредиме соработката на економски план помеѓу двете земји и да оставиме отворена комплетно можноста за нови взаемни инвестиции во двете земји од компаниите и од Словенија и од Македонија. Благодарам. Spoštovani predsednik vlade Republike Makedonije, dragi Zoran, spoštovani predsednik gospodarske zbornice, generalna direktorica Slovenske zbornice. На Република, на Господарско-стопанската комода, почитувани градоначалници и сите присутни. Најнапред да кажам дека голема чест и задоволство за мене што сум тука со вас. Предходно беше спомнато пријателството. Пријателството е една од најважните работи и нешта во животот. И затоа треба посебно да се негува. Но вистина е дека пријателството се гради полека, долгорочно. Може, како и секоја друга работа, да се сруши многу брзо. Затоа е важно пријателството помеѓу Македонија и Словенија да го градиме секој ден. Преку политички односи, преку деловни односи во областа на економијата, преку културата, науката и сите други области каде што добро се работуваме и веруваме дека уште поинтензивно ќе соработуваме бидејќи сме навистина две пријателски држави. Ме радува што Македонија го избра патот на евроатлантски интеграции, дека сака потоа отколку ќе го реши прашањето на името, за кое верувам дека е блиско до решавањето и дека ќе биде решено. Дека потоа ќе се насочи во интеграција во рамките на Европската Унија уште поинтензивно и членство во НАТО, лично верувам. Дека тоа на Македонија ја обезбедува долгорочен пат и обезбедува стопанска и економска стабилност. Ако се прашаме што може да направи некоја влада за стопанството, најважен дел е токму обезбедување на политичката стабилност. Тоа посебно важи за Западен Балкан и во Европа воопшто, бидејќи светот е на лабилни темели, значи во динамична фаза, тоа е многу важно. Ме радува што и владата на Република Македонија, како и владата на Република Словенија, гарантираат политичка стабилност во Македонија. Во Македонија тој процес почна, во Словенија веќе трае од како го презеде водењето на владата, но задачата на владата е и тоа да создадеме добри услови за работа, да ги тргнеме административните препреки, да водиме добра данъчна политика, да обезбедиме добра инфраструктура, да поддржиме развој на наука и поврзување на образованието и науката и стопанството,
на друга страна квалитетно правосудство. И најпосле, бидејќи има уште многу работи кои треба да ги направи владата за стопанството и пред се безбедноста. Тоа посебно го потенцирам, затоа што во последните години гледаме дека Европа се соочува со различни безбедносни ризици од тероризам, рушење на стабилности и политиката мора да гарантира некаква безбедност. Во спротивно, вие како стопанственици не може да функционирате во нормални, стабилни услови. Ме радува што актуелната македонска влада, како и стопанството, како и словенското стопанство и влада, сме насочени кон иднината, да гледаме на идните генерации, посакуваме развој, модернизација на општеството, но такво општество кое што ќе има чувство пред се за човекот. Секогаш велам, кога зборуваме за дигитализација, процесите на другите модерни процеси, и тоа треба да име човечки лик, инаку нема да служи за ништо. Многу важно за Македонија и Словенија да ги зачуваме нашите држави да останат зелени, да имаме висока еколошка свест, и при соработката на енергетското подрачје, инфраструктурата, при соработката на во другите области, да се грижиме нашите држави да останат здрави и зелени, односно такви да обезбедат здраво престојување, односно живење. Ме радува и тоа што имаме многу добри контакти, меѓучовечки контакти, и имам многу голем број студенти кои студираат во Словенија, тоа веќе го кажа Сонја, и многу ме радува што двете држави и двете влади сакаат да бидат отворени. Бидејќи во малите држави мораме да се отвориме кон другите пазари, да потекнуваме конкуренцијата на предпријатијата, да го потекнуваме извозот во странство, а истовремено не смееме да заборавиме, како што кажав претходно, и на безбедноста, бидејќи отвореноста и слободата мора да биде секогаш во некоја рамнотежа со елементот на безбедноста. На крај би сакал да кажам дека гледам многу можности за проширување на економската, односно стопанската, покрај енергетиката, инфраструктурата, екологијата, и во областа на прехранбените производи, металопреработувачката индустрија, туризам, исхрана, и верувам дека ќе бидете токму вие, присутните стопанственици, ќе знаете да ги искористите овие можности. А јас сум убеден, како и македонската влада, ќе се трудам со своите министри, како и стопанските дипломати, кои тука ги предводи нашиот амбасадор, односите помеѓу Македонија и Словенија и понатаму да бидат одлични, дека ќе останеме пријатели и ќе си помагаме едни со други. Словенија ќе ја поддржува Македонија и понатаму на патот кон евроатлантските интеграции, како и при економската соработка пошироко со Европа.